Вежбите за дишење можат доста да не доближат до потенцијало, да не научат да разбудиме пријатни емоции, да ги заприме непријатните емоции. Исто и читањето и слушањето теорија доста може да не доближи до некое поголемо разбирање суштински колку е битно, колку е пребитно, многу поиќе од јадење здрава храна, од вежбање, од читање, од себе надоградување, од работа на себе на сите можни аспекти, поиќе од сето ова заедно, колку е битно човек да почне свесно да се занимава со сопствениот здив. И како што сите си најдуваме некоја мисија, мојата мисија е да доближам практично секој колку што може повеќе да свати дека во него има вечен извор на инспирација, мотивација, генератор на енергија, извор на емоционална благосостојба, хармонија, река на исцелителни енергии, високи чувства, животодавна вибрација. И се тоа почнува да тече низ нас, како што ние учиме здивот да го отклучиме во полн потенцијал. А ова последно се случува така што учиме да го оддишиме стариот начин кој што го блокирал природниот здив. Значи, ова е еден многу интересен процес кој што се случува најпрактично во сесија дишење, каде што го заменуваме стариот нефункционален образец на дишење со нов природен, свесен, преку добро докажани и многу практични методи, древни методи, стари илјадници, може многу поиќе од илјадници години. Процес на права психолошка трансформација и круцијално променување на поточно подобрување на себе си. Затоа што дишењето може да ни донеси само добра промена. Овој процес често е проследен со чувствување наново на одредени искуства кои што го блокирале нашиот здив. Чувствување и доживување живописни слики, искуства, мемори, психолошки, емоционален материјал со одредени физички сензации каде што ние дишиме низ него. Ова е права психолошка трансформација. И многу јасно овој процес е многу пожелно да биде воден